Благодарам. Добро е што овој амандман каков таков го подпишал само колегата Реджеп Исмаил, затоа што во случај да го подпишеше Амар Мециновиќ, можеше се смета и како судир на интереси со оглед на тоа што се уште е студент, па можда и ќе треба да ги користи овие студентски домови. Меѓутоа, владата е неселективна во своите мерки. Јас ќе искористам оваа можност уште еднаш да го повикам колегата Амар Мециновиќ да аплицира на повикот на владата за субвенции за набавка на електричен таблет и така можеби ќе може подобро да се едуцира. Шегата на страна, луѓе, ова е политички дилетантизам. Ова не е само непочитување на собранието и пратениците, ова е непочитување на народот. Додека некој овдека со денови по цел ден седи, чита амандмани од точка до запирка, некој друг да седи дома на Facebook и да поднесува амандмани кои што се реализирани, на вистина не можам да го квалификувам друго освен политички дилетантизам и непочитување на граѓаните и на впрочем и на своите граѓани. Ова не е никаква политика што го прави левица, ова е само едно изживување и една импровизација врз грбот на граѓаните затоа што се дебело платени за ова кое што за жал не го работат. Ви благодарам.